Видра 1987, така се вика корисничкото име. И вели, Јосиф, дали можеш да ми кажеш што да подобрам во исхраната за тахикардија? Видра, ова, мислам, генерално ова нема да ти дадам некој одговор кој што ќе ти помогне, затоа што е неблагодарно. Пред се имам голема одговорност према секого од вас, затоа што за да дадам одговор на некој овакво специфично прашање или диагноза, не се чувствувам прво спремен, а второ сметам дека самото тоа да ти кажам јади ова, ваков продукт, таков продукт или таков суплемент е премногу аматерски. Затоа што оваква ситуација како тахикардија, прво мора да ја преиспиташ со лекар, затоа што точно треба да се утврди диагнозата пред се каква тахикардија е и од каде доаѓа, односно зошто се појавува и која е причината. Најнародски, за да разбереш што е тахикардија, тоа ти е како во куќа да имаш проблем со електриката. Истото се случува и со електриката во нашето тело, односно со електриката кај срцето. И често знаат да се случуваат прекини во тоа електрично коло и да има одскокнување одредени, но затоа постојат различни типови на тахикардии, различни места во срцето кај што може да се случува и различни причини. И затоа мораш да се консултираш со лекар за да видиш што точно е. Бидејќи ако гледаме ние на како хранливи вредности или можеби кои микронутриенти или макронутриенти се најодговорни за електриката во твоето тело, јас одма би ти рекол магнезиум, калциум, натриум, калиум. Не дека другите не се, ама тие 4 се најважни. Тука може да стане збори за хормоните, хормоналниот механизам, и тоа е сигнален механизам кој што може да влијае на таа електрика, така наречено. Затоа дека треба да имаш добра исхрана целокупна, тоа посекако, но за да третираш оваква состојба, мораш да се консултираш со лекар. Не можам јас да ти кажам што да јадеш за да го отклониш проблемот и не чекајте да треба Јосиф да можеби каже нешто, се со цел за да го избегнам. Знаете, кога треба да се оди на лекар, можеби некој од вас се чувствува анксиозно, не сака да дојде до тоа, не сака да слушне дека можеби има проблеми, ајде ќе прашам, можеби овака ќе го средам, но тоа е погрешно, бидејќи некогаш одложувањето ќе ти донесе многу поголем проблем. И не некогаш, секогаш одложувањето, особено во ваква ситуација, значи оди и види што точно ти се случува. А не барај од мене што да ти кажам за да го поправиш тоа. Јас сум тука секако, доколку ти треба помош во делот на исхраната, но нема да ти давам насоки како да го отклониш овој проблем со диагноза, односно тахикардија.